Од статус инженер во електротехничката струка во Сирија до статус бегалец во прифатниот транзитен центар Винојук во Гевгелија. Војната во Сирија го натерала да допатува во Македонија, поминувајќи илјадници километри, поминувајќи низ многу перипети и неубави случаи. Тажната судбина на Нури Штат не го прави поразличен од сите останати. Напротив, тоа е пример како може да се биде позитивен и упорен во животот. За него велат дека е еден од најведрите ликови кои што имаат престојувано во кампот од почетокот на бегалската криза. Пофални се изборовите на 63-годишниот сириец за третманот кој го добивал за време престојот. Обврските и навиките кои ги имал во неговиот дом, сега ги пременува и овде во неговиот втор привремен дом. Обожувам да експериментирам во кујна, така времето побрзо ми поминува. Заборавам на минатото, на лошата слика од мојата земја. Сакам кога денот ми е исполнет со обврски. Утрото ми почнува со вежбање, пијам чај и час-два посветувам на учење на германскиот јазик, а можам да се пофалам дека одлично го владеам. Напладне се опатувам во кујната, каде што вешто експериментирам со различни вкусови и мириси. Засадив неколку коренчиња домати, модри патлиџани, пиперки и магданос во мојата мала градина. Хобе ми е и со задоволство ги одгледувам. Тоа ме прави позитивен и таа мисла не ме напуштила ниту еден ден. Бегалецот Нури овде престојуваше 16 месеци. Денес тој го напушти кампот во Гевгелија. Замина за Германија, каде го чека неговото петчлено семејство. Благодарение на германската амбасада, на помош од Црвен крст и на други организации, Нури добива патна исправа, односно пасоше за странци од страна на секторот на МВР, врз основа на кој извадил и германска виза, за што е бескрајно благодарен. Со желба за среќен понатамошен живот со насмевка на лицето, се збогувавме со бегалецот Нури. Од утре веќе тој испишува нов животен роман, најдевајќи се како собственик на ресторан во германското градче Дортмунд.